редо културен настан има вечерва во Кавадарци. Ова публика што сега се подготвува сака да ги види на лице место кинеските музичари. На каков концерт ќе присуствуваме? Па овој концерт, како што кажавте, организиран, морам да споменам, организиран од Министерството за култура на Република Македонија, Министерството за култура на Народна Република Кина и Охридско лето. Значи ова за први пат во Охрид се случува да се направи еден летен камп со еден ваков тип на летен камп. Значи ова е летен камп за традиционална кинеска музика и традиционална македонска музика. Знаат овие музичари да го отсвират тоа? Па да, ние имавме проби и точно ќе видите вечерва како и кинеските музичари ќе свират македонска музика. Дали први ние во Кавадарци тоа ќе го чуеме или веќе го слушнаа некои во нашата држава? Точно така, во Кавадарци е првиот концерт. Добро, да и посакаме многу убаво музицирање. Кажете ми, се работи за професионалци или аматери? За професионалци, студенти по музика. Океј, да посакаме да присуствуваме на убави концерти и да се воодушевиме од нив. Дај Боже, стално да имаме убави концерти и да се воодушевуваме на тие концерти. Тоа беше изјавата на организаторот Прошев. Ретки се ваквите настани во Кавадарци кога кинески музички уметници гостуваат во нашиот град. Затоа и беше вистински предизвик во петокот навечер да дојдеме на плоштадот и со намирниците и со оние што случајно беа на плоштадот да погледнеме како звучи традиционалната кинеска музика, а како пак тие ја свират нашата македонска. Да подсетиме се работи за камерниот оркестар ЛК од Кина. Ова манифестација ја организира Домот на културата во Кавадарци во соработка со Кинеското Министерство за култура и Министерството за култура на владата на Република Македонија, заедно со фестивалот Охридско лето. Музичарите веднаш по настапот и заминаа каде што и има настап на Охридско лето. Инаку покрај кинеската традиционална музика, гостите од далечната Кина исполнија неколку национални народни песни со млади музичари од Пробишти. Гости на вечерта беа членовите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата од Кавадарци. Посетата на гостите од Кина на овој крај беше искористена да се запознаат со археолошкиот локалитет Стоби, со винотеката на винаријата Гостиделчев Кавадарци, а еден дел од посетителите на концертот се фотографираа со симпатичните кинески девојки.